Почитувани гледачи, продолжуваме со серијалот Бизнис клуб на Стопанската комора за Северна Македонија и Трето уво, наш денешен гостин Филип Николовски. Добре дојде. Добар ве најдов, благодарам на поканата. Како да ве представим? Јас ве знам во секакво светло. Да, има Најдобро. повеќе начини, да. вие одлучете. За мене најбитно е она што го имаш работено на полето на финансиите. Не во Министерството, него приватно и во КБ, во пензиско друштво. И во банки, да, така е некако. Алтернативните извори на финансирање се голем проблем за компаниите, точно ги ето. Па генерално да, во Македонија, меѓутоа се работи, се повеќе и повеќе имаме некое подобрување во тој дел. Јас како што кажавте вие, мојот животен работен пат или кариерата, цел живот управувам со туги финанси. Ја започнав кариерата сосема на почеток во автомобилската индустрија, бидејќи завршив менаџмент, па еден краток период бев во компанијата Автомобили СК за кои беа главни возници и се уште се за Алфа Ромео и Фијат. И после кратко време преминав во комерцијална банка и така некако постепено мојот пат се движеше, ги поминав неколку нивоа, структури во делот на банката. Кој е вашето мислење за газдата на Автомобили СК Стероли Бурако како бизнисмен? Па еден од ретките и навистина професионални најдобри менаџери, бизнисмени, пред се собственици на фирми во Македонија и така треба да се стремат сите бизнисмен кој што е еден од најдобрите, а ретко го познаваат луѓето. Ретко го познаваат, не е многу експониран, меѓутоа професионално си ја врши работата, еве веќе повеќе од 35 години, да. И ја прошири својата дејност во меѓувреме во Србија и Црна Гора, така мислам. Да. Отвори и таму нивни филијали и во делот на автомобилската индустрија и оперираат во тој дел, да. И од автомобилската, значи, преиде во банкарство. Во комерцијална банка, да. Јас уште на почеток, кога завршив факултет, бидејќи бев еден од најдобрите студенти, во тоа време имав 3 званично покани за работа, меѓу кои комерцијална банка, Фершпет и Алкалуит, меѓутоа бидејќи студирав менаџмент, некако се тоа ми беше гломазно како фирми и се решив за помала компанија со италијански брендови и така, меѓутоа за брзо време сватив дека повеќе сум кон финансиите и се обративме повторно кон комерцијална банка, тогашниот и сегашен генерален директор Хари Костов и така некако ја почнав мојата кариера во банката. Филип, искрено, има ли тенденција кај нас да се невозможи влез на алтернативен капитал или па тоа е неспособност наша да ги убрзаме процесите? Нема таква тенденција, мислам дека е повеќе од немука е тај да кажам, или еве сега имаме некој друг начин, извор, па ајде ќе видиме понатаму, секај нас е некако кога ќе сакаме некаква промена да направиме, а тоа сум го почувствувал и додека бев на државна функција во извршната власт, секој пат кога имаше некакви идеи, на прва тоа звучи супер и кога ќе дојде моментот тај да го почнеме процесот на имплементација, па остај сега, не е сега време, ради X причини, па ќе видиме понатаму и мислам дека е повеќе ради тоа. И тама остана во комерцијална банка до... Комерцијална банка бев скоро 8 години, поминав неколку нивоа и во делот на девизен пазар, како дилер, па понатаму како инвестиционен советник, формиравме нова дирекција во тој дел за инвестицијско банкарство, кај што го водев тој дел. Понатаму управниот одбор, односно генералниот директор ме пренасочија во КБ Прво пензиско друштво како член на на инвестицијскиот одбор на друштвото, како представник на комерцијална банка. Тогаш бев како надворешен член, меѓутоа се уште вработен во банката. За после година и пол дена во 2009 година ме номинира за член на управниот одбор, односно извршен директор во КБ Прво пензиско друштво. Таму беше навистина преизвикувачки, бидејќи тоа беше дел од реформата на пензискиот систем, која што се уште трае, која допрва треба да даде резултати во делот на тоа. Таму бев 2 мандата цели како извршен, односно втор генерален
директор, започнавме со работа и на третиот пензиски столб, како што се одвиваше реформата. И на вистина, приватниот пензиски систем во тој дел ќе треба во наредните години да почне да ги дава резултатите, односно да се намали товарот на постоечкиот државен пензиски систем. Бидејќи таму на вистина во овој момент има преку 2,5 милиарди евра заштеди на граѓаните, над 500.000 луѓе сегашни, јас сум таму член, имаат сметки во вториот и некои во третиот столб и на вистина кога ќе одиме во пензија, јас можам лично за мене да кажам дека ќе ги видиме бенефитите од тој дел, од таа реформа. Тоа е една од покрупните реформи која што мислам беше изведена професионално. Таа беше на вистина крупна реформа, како што кажавте, професионално изведена. Сите влади учествувале, пошто бидејќи кај нас најчесто има некои препреки помеѓу која направил, која продолжил и некој ќе дое на власт, па понатаму се крати кој што направиле претходните. Ова на вистина сите застанаа зад неа и ден денеска функционира и така треба да остане. Нешто што е добро, треба да го градиме сите во оваа држава, без разлика која гарнитура е на власт, бидејќи е зошто добро за државата и за жителите на Тоа секогаш бил став на бизнисот и ние ќе стоиме секогаш на тоа становиште. Мислам дека се повеќе приврзаници ќе добиваме. Да, така е. И после тоа се реши да одиш во приватни води. Да, после за жал имавме некоја семејна трагедија, мојот татко почина и после одредено време, бидејќи имаме приватна фирма, еве ден денеска гордо можам да кажам 33-та година Уранија доел, односно ресторан Уранија во градскиот парк постои и мораше некој да води таа фирма, бидејќи знаете како ако капетанот го нема, колку и да е добро поставено, на крајот некој брод може да застане или не да Боже да потоне. Се решив, се вратив во семејната фирма, презедов фирмата и ја поставив на начин како што јас мислам, иако и мојот татко имаше добро поставени, меѓутоа секој, да кажем, директор, менаџер, си има свој начин на работа. Моето искуство и мојот начин на работа што го има во претходните компании, додека работев без разлика што тоа биле компании во делот на финансиската индустрија, односно во областа на финанси. Поведовме нови процеси, нови процедури и фирмата поставивме на вистина како што треба и да биде и секоја фирма без разлика дали е мала или голема и од било која дејност. И горд сум на тоа и на вистина функционира еве ден денес 33-та година. Уранија е веќе едно култно место, на вистина еден култ е традиција. Веќе трета генерација на гости, на луѓе доаѓаат, ако претходно јас сум видел и деновиве на маса кај што седи, да кажам, дедото кој што доаѓал пред 30-40 години, таткото и сега веќе и има случаи каде што веќе и синот, односно третата генерација потпишуваат фактури дека биле на некој деловен ручек и веќе деца што се дипломирани и така. Така да тоа е еден навистина долг период и успешна семејна бизнис приказна во делот на гостителската дејност. Тоа можам да го потврдам со тоа што можам да кажам дека на самиот почеток на структурираноста на комарата и личноста на таткото беа такви да он беше некој предвесник на модерниот ресторански начин на живење, секогаш среден, дотеран, секогаш спремен за разговор, пријатен, оптимистички расположен. И така натаму мислам дека тоа беше обележено тоа. И така после растеше и кафаната и угледот на изид и така натаму стана култно место. И јас лично се радувам што продолжи тука затоа што тоа е големо дело и треба да се продолжи. Да, токму тоа беше и дел од предизвикот, бидејќи јас можев во 2017 да останам во тој, да кажам, приватен финансиски свет во делот на банки и фондови. Меѓутоа, токму од оваа побуда не сакавме тоа некако да згасне, бидејќи, како што кажавте, тоа е еден склоп, еден микс, каде што во денот е микс на бизнис, на дипломатија, на култура, на музика, на спорт. Сите тие луѓе што нешто значат не само во Македонија, туку и на Балканот, се дел од Уранија на дневна база, на секој ден. И вие сте чест гостин таму и сте доаѓале и доаѓате и навистина знаете сите 33 години таму. Кога ќе влезете дека ви треба
едно половина час да се поздравите со сите па да седнете на вашата маса. Се сеќавам на едни зборови на твојот татко, кој што ми рече дека за време на ембаргото се мисли на Србија 92-95 година, Уранија имаше, каже, вели, дозволено на 102 фирми што завршуваат на 5 да може со фактури да плаќат, а после тоа се сведе сето тоа на 3 фирми. Да. И мислам со тоа пиша све. Така е. Кај што ги разбира работите, све му е јасно. Така е, да. Што е сведеш се дешавано во тој период. Точно така, знаеме и тогаш и како и се отвараа фирми, и ги снемуваше фирмите. Уранија важи место каде што да генерално функционира све на фактура или на картица. Претежно на фактура, сега во поново време јас тоа пробав да го сменам, да биде бидејќи секоја фирма веќе последниве 5-10 години имаат и бизнес картици. И така како што вие што кажавте, имало над 100 фирми со некаква додавка шпета, на крај пак останале 3 или 4. Тоа е, знаеш, она што сакаме да кажеме, дека може една цела книга да се сведе на една реченица и да се разбере суштина. Токму така. Токму е тоа за тие луѓе што го познаваат тоа. Денеска, кога ќе дојдам во Уранија, за разлика од сите овие 33 години, го осеќам тој нов дух за кој што зборуваше, ајде мислам дека се смена и клиентелата со твоето доаѓање, добија некаква гаранција луѓето и почна да овие луѓе од твој тип, од твој маштаб, кои што се, да речем, интелектуално поставени веќе во општеството, да се почесто ги гледам во Уранија и се една нова структура која што сигурно и зад себе ќе донесе нова структура и на нивните поколенија и така натаму, така да колку што можеш таа традиција да ја продолжуваш би било добро. Да, тоа е така, некако може би малце и природно дојде или како да чекаше таа еве сега наша генерација што сме околу 50, 45-50 години веќе сите тие луѓе или бизнисмени ги превземаат бизнисите од своите родители, природно се смени таа генерација и како што кажавте ви убаво, тие ќе бидат една новата локомотива, односно во делот на бизнисот во Македонија, кој што ќе треба да турка економијата напред. И да, навистина, јас сум горд на тоа и како што рековте, осети една сигурност и во мене и тој фидбек се даде за да можат они да продолжат таа традиција што и од претходно да кажа било од нивните родители како гости сега они да настапат во тој дел. Филип Николовски во Уранија има бренд. Во својата викендичка во Крушево исто така бренд. Таа викендичка или куќа? Па таа, ако гледаме практично викендица, бидејќи одиме само за викенд. Така. А иначе е комплетна куќа како за живење. Таа ја направија моите родители во 2001 година и навистина е една прекрасна локација. И мислам дека е искористена. Цело Крушево ја користиме максимално што можеме. Овие 3 години додека бев на позиција заменик министер за финансии, немав многу време да одам, дали бев 2 дена во 3 години, меѓутоа после тоа навистина гледаме барем 2 викенда во месецот да одиме, бидејќи има навистина одлични услови. Таа е спремна, идеална, стално викам да има во Скопје таква куќа ќе ми беше доволно. Колку километри има точно од Уранија до таму? 165. 165 километри. Добро. Сега викаат народот дека таму каде што ти е жената, таму ти е родата, ти си женет за Охриѓанка. Да, јас сум срекно оженет за Охриѓанка, за Ана, и пробувам и во Охрид да одиме. Најчесто тоа е на лето, и ако на лето е многу гужва, јас повеќе ги сакам мај и септември, така кога одиме по моја иницијатива, гледам тоа да е мај и септември, а кога сака децата и сопругата, гледаме тоа да е на лето, кога има малци водени активности, потопло време и така. Сега случајно е ова Уранија култно место, Крушево култно место за Македонија, Охрид култно место. Интересно е што да, навистина случајно тоа испадна и се поклопија некако работите. Интересно е тоа што моите родители и родителите на мојата сопруга се знае многу подолго од нас и работеа и во исто дејност, меѓутоа ние не се знаевме, се запознавме во комерцијална банка, она студираше надвор во Белград банкарски менеджмент, кога дојде после студиите, се вработи во банката и така се запознавме.
Јас одев и во едната и во другата кафана и да ти кажам, ми беше сите години добро и така да биде и понатака, али очито е дека тебе те следат брендови, кој е следниот бренд? Тоа е добро прашање и секако предизвик. Имаме некои планови за воднина, се уште, да кажем, се во фаза на размислување, меѓутоа ќе гледаме пак да биде некој микс, можеби повеќе према Охрид, не тука во Скопје, бидејќи потенцијалот таму е доста поголем, посебно во делот на гости од надвор кога доаѓаат во делот и на сезона и пред сезона и после сезона, меѓутоа ајде да оставиме времето да покаже, да си го направи своето. И ќе видиме можеби во некој следен разговор за некоја година, па од тука ќе може да почнеме да го продолжиме. Владата на СДСМ е бренд во која беше или не? Секоја влада на свој начин има некоја оставштина позади тоа што го сработило и најчесто треба да ги памтиме подобро сите влади. Кај нас генерално луѓето доброто го забораваат брзо, се памтат само некои лоши или незавршени работи. Мене ми е чест што навистина работе во влада која што максимум го направи. Никој пат не можеш да кажеш максимум, меѓутоа во такви околности, бидејќи знаете и вие сами, само што почна таа гарнитура во февруари 2022 година, започна војната во Русија и во Украина после 4-5 дена и комплетно се смени околностите во светот. Одеднаш нема струја, нема газ, цените отидоа во плафон, инфлацијата, знаете, вие беше по 20%. Ние со вас и со комората бевме на секојдневна комуникација, на разни состаноци, вие бевте дел од тимот во преговарачките процеси и со останатите земји која се бара секако вид на помош и бевте директно вклучени, сме имале милион такви ситуации и состаноци. Она што јас можам да го заклучам, сум лично многу среќен и задоволен и беше едно извонредно искуство во сите тие 2,5 години, бидејќи јас го сватив кога добив поканата, сосема случајно беше тоа од тогашниот председател на владата, кој што се уште не беше избран, Димитар Ковачевски, дојде лично кај мене дома да ми ја соопшти понудата. Бев до некаде малце збунет и викам, ќе ви одговорам за ден-два, првен јас да се решам, па да се консултирам и со сопругата. И бидејќи природно, како што кажавте и како што зборавме во почетокот на емисијата, цел живот некако управувам во наводници туги финанси, ова навистина беше предизвик и влегов навистина професионално во тој дел, така и го изработив и многу е битно тоа до некаде тргне и од еден патриотски аспект, бидејќи да носиш државен дрес, тоа сепак еден вид на државен дрес во делот на државната управа, тоа го сметам јас за патриотизам, како што е патриотизам и да се плаќаат даноци, патриотизам и да го фрлаш ѓубрето на правилно место, не патриотизам само какво знаме вееш и дали ја пееш химната. Така да јас моето го остварив, односно комплетното мое знаење 22-3 години што го имав во областа на финанси го ставив на располагање. Мислам дека затоа, како што реков во уводот на оваа теза, дека максимално извадовме во цел тој мандат, иако имаше милион предизвици. Колку е моќно Министерството за финанси во вкупниот политички живот? Голема е моќта на Министерството за финанси. Не можам да кажам огромна, меѓутоа навистина е голема. Потенцијалот е уште поголем, кој што, за жал, морам да кажам, со некоја поголема брзина се намалува. Како бројка на луѓе има многу, меѓутоа професионалци остануваат многу малци и таа бројка на вработени навистина професионалци е се помала и помала. И не знам тоа до каде ќе води. Комплетно треба да се сменат условите како да привлечете професионални луѓе да работат, бидејќи навистина таа работа е захтевна.
бара голем професионализам, ангажман, знаење пред се и тешко е во вакви услови и со вакви, да кажам, плати. Ние имавме иницијатива за зголемување на платите во Министерството за финансии, тоа не за сите сектори, баш во тие сектори каде што е навистина захтевна таа работа. Меѓутоа се случија некои работи што се случија, тоа отиде во друга насока и за жал не успеавме. Меѓутоа, на било која гарнитура да дојде на власт го препорачувам да се обрне внимание, не дека во другите министерства нема работа, меѓутоа ова е срцето, е моторот на секоја извршна власт. Што значи во Велика Британија Даунинг Стрит 10, Даунинг Стрит 11, слично и кај нас. Така е. Моќно е министерството. Моќно. И треба да се остави, да се биде професионално до крај, да нема никакви политички влијанија, бидејќи таму на вистина се работи на еден, барем јас кога сум бил во овие 2,5 години заедно и со министерот Бесимис работел на еден професионален начин, максимално имало притисоци од сите страни, меѓутоа сме гледале на секаков можен начин да ги одбиеме. Ние поминавме добри 2 години во соработка секојдневно. Да. И мислам дека и нашите информации према вас и вашите према нас допринесеа за многу позитивни работи за бизнисот и за државата. Можам да кажам дека ние сме задоволни од таа соработка. Што за тебе како личност значеше тоа? Се надградили Филип Николовски во таа функција, стекнали нови знаења, вештини и така натаму. Се надградив доста токму во делот што фалеше, да кажем, во таа моја кариера, бидејќи тотално е различно кога работиш во финансии во приватен сектор и кога работиш во финансии во државен сектор. Од друга страна, сите тие конекции, комуникации, пристапот кон работата, кога си во улога каде што имаш директни преговори со ММФ, директни преговори со Светска банка, со EBRD, со останатите меѓународни финансиски институции, сосема поразлично и едно уникатно работно искуство каде што не можеш да го доживеш или да го научиш на ниеден факултет, во ниедна книга, на ниеден друг начин, него ова е едно уникатно работно искуство кое што навистина допринесува во градењето на една кариера, во дополнително знаење, во дополнително искуство, кое што, пак ќе кажаме, е незаменливо и тоа што навистина се сработи тие 2,5 години ќе остави трајно обележје во мене лично и во мојата кариера. Кој беше за тебе најголемото изненадување позитивно во владата на Димитар Ковачевски? Во смисла на процес или во смисла на Во смисла на личност. На личност, најголемото позитивно изненадување. Кој те изненади позитивно? Очекуваше помалце, а даде поголем придонес? Ви го разбирам прашањето, меѓутоа морам да размислам, бидејќи имаше доста неколку такви личности. Па не би можел можда да издвојам некој вака на прва, бидејќи пак ќе кажам работевме во тим. Навистина едно е што работевме тимски, меѓутоа беа многу тешки условите. Цело време бевме како во некоја дефанзива, нон-стоп се браневме, управуваш со криза и генерално луѓето не можеа да го дадат својот максимум, бидејќи ти цело време кога си во дефанзива и нешто браниш, кога пробуваш некако да го преживееш цел тој период од сите аспекти и некако да поставиш и некој колективен мир и кај луѓето. А негативно изненадување? Имаш и такви кај што очекував повеќе, меѓутоа не би сакал да ги именувам. Такви имаше доста. Не барам да ги именувам. Да. Дали постоеше? Имаше и такви, да. За жал такви имаше повеќе. Кажи за целата државна администрација некоја позитивност, некој убав пример. Затоа што сите сме некако настроени. Има убави примери и ќе ги потенцирам сега. Она што беше интересно е да кажам, во првите 2 месеци од работата јас бев некако во некој шок, бидејќи бев научен претходно на приватниот сектор и сега ќе седнеш на некој состанок, договараш детали, се знае кој за кој е одговорен, секој си има рок, кој за ден, кој за 2, кој за 2 сата. И
после такви неколку состаноци во Министерството, утре дента, или тој што си му побарал да е готово, го нема на работа, или не дига телефон, или не враќа на мејл, и мене ми беше тоа чудно, јас месец дена, може би 2 бев, како викам овој систем функционира, бидејќи не сум учен на таков начин на работа. И требаше да се адаптираме, меѓутоа има и позитивни примери, пак ќе одвојам, има едно 10 до 12 навистина професионалци вработени во Министерството за финансии од неколку сектори, и од буџет, и од трезор, и од меѓународни финансии, и од даноци, каде што се навистина професионалци, меѓутоа тие луѓе се помалци, што сум бил пријатно изненаден, бидејќи работат како да се во приватен сектор, бидејќи знаеме државна управа 4:00, генерално нема никој. Овој тип на луѓе останувале со нас и до 8, и до 9, и до 10 сат од навечер, турне се заврши работата. И пак ќе им кажам, секоја чест на тие луѓе да може да има се повеќе, не само Министерството за финансии, туку и во сите органи на државната управа. Јас често тврдам дека јако сите критикуваме, дека има таму професионалци, има и професионални органи. Има и све, и мора да се најде начин на нивно раздвојување и нивно наградување. Вака ќе ги изгубиме и ниме. Дефинитивно одиме натаму, и тоа и се случува во овие веќе 7 месеци како не сум дел од Министерството за финансии, бидејќи заврши мојот мандат со назначувањето на новиот заменик министер, иако тоа траеше подолго од што мислев. Малце ќе звучи можда смешно, меѓутоа во моите 2,5 години работев со тројца премиери званично, и Ковачевски, Џафери и Мицковски, можеби месец и нешто го фатив. И во овие 7 месеци од кога не сум веќе таму, веќе слушнав дека неколку луѓе веќе заминале, не се дел од тимот на финансии, што наистина ми е жал, меѓутоа секој си ја бара среќата и патот кон кариерата на свој начин, секој од различни побуди, дали е дел од услови за работа, дали финансиски услови, плати, бонуси, награди, како што вие рековте. Ние мора да најдеме начин како држава, меѓутоа треба да има коренити промени. За жал, мојата перцепција е таа, пак ќе кажам, и јас кога бев дел од извршната власт, и сега и порано, луѓето во Македонија не сакаат да решаваат проблеми, односно да се променуваат кон подобро, не сакаат процесите да ги водат кон подобро, не сакаат органите да бидат подобри, институциите да бидат подобри. Едноставно ние како да се плашиме од некоја подобра промена. Кој е Филип Николовски приватно? Филип Николовски приватно, како што реков, е срекно оженет, татко на 2 машки деца, Максим и Димитри, голем љубител на спортот, од колективниот председ на фудбалот, меѓутоа сум голем љубител на планините, сакам многу скијање, сакам многу качување на планини, знам 2, 3, некој пати 4 пати во неделата да бидам на врв на водно. Скоро секоја вечер сум на кеот на Вардар, дали брзо трчање, дали брзо одење или джогинг. Така да спортот некако ми е во душата, и исто така сум доста голем љубител на храна и на добро вино. Кажи ми најдоброто нешто што си го доживеал на планот на скијањето и на планот на јадењето. На планот на скијањето 2000 година во Италија, во Мадона ди Кампилјо, нормално бевме таму приватно со моите родители, со семејството, и се пуштив на стазата Тре-Тре, каде што е стаза за светски куп, меѓутоа тогаш немаше, таа беше отворена за било кој. И во делот на ноќно скијање, бидејќи таа е стаза во светски куп што се скија во делот на ноќно скијање. Во делот на храната, навистина сум љубител и на месо, и на риба, меѓутоа ги обожавам и традиционалните македонски јадења, што за жал се поретко ги има во Македонија. Ние успеваме во ранија се уште да ги некако зачуваме за добар кукурак, добар телешки образ, сарми, тавче, гравче, меѓутоа се тоа спакувано на еден модерен начин, да го имате тој
тој производ на маса, меѓутоа во некои современи денешни услови. Роден 1978 година, во полна снага да постигнеме резултати, обкружен со брендови, каде и иднината за Филип Николовски. Добро прашање, да, сега сме во, да кажем, во некој професионален зенит од кариерата после 25 годишно искуство со целто и минат труд. Има неколку предизвици за оваа година, ќе видиме каде кој пат ќе го фатиме, меѓутоа пак ќе кажам тука во Македонија се предизвиците, не се надвор каде како што знаат голем дел од луѓето ја напуштаат државата, ја за сега не размислам за такво нешто. Во овој момент не можам да откриам детали, меѓутоа може да биде навистина добри нови предизвици. Гледано вака како што течи разговорот и како што се знаеме меѓусебно, јас не верувам дека ти ќе напуштиш некој од овие столбови на кои што почива твојата сегашност и твојата кариера, би ги развил сите, најдобро што можеш, би го пренел тоа своето знаење на децата и така натаму. Тоа е точно, да. Не размислувам во насока да се напуштат овие столбови, напротив да се тоа развива, подобрува во секој аспект, иако пак правам да кажам, условите денес и оние пред 10 и 20 години се сосема различни, да кажам и влошени, повеќе во делот на кадровскиот потенцијал во оваа угостителско-услужна дејност, бидејќи навистина доста се смени на полошо него тоа што било пред 20 или да не кажам 33 години кога почнал мојот татко. За жал сега нема едноставно ученици или деца кои што одат во угостителско школо, средно, да не кажам и факултет, меѓутоа средното е тоа што е основата и во делот на работа во кујна, и во сала, и во шанк. Јас се сеќавам кога кога сум бил мал, секојдневно имало деца што доаѓале на пракса во Уранија и сум ги гледал, ние сега веќе подолго време, може 5-10 години, не доаѓаат такви деца, нема или ќе дојде едно или две на крај на година само да му се стави некаков печат дека бил, значи слаба е заинтересираноста во тој дел и тоа навистина може да биде проблем во наредните години, 10-15, сигурно, бидејќи сега ова е една последна гарнитура на луѓе професионалци кои што работат. Кај нас доброто е во Уранија што во најголем дел над 90% од вработените се повеќе од 15, 20, 25 години таму, значи персоналот е ист, компактен и ние функционираме како едно семејство сите. Во моментот сме околу 18-19 луѓе, дел од тимот на Уранија, еден или двајца се помлади што се дојде на овие 5 години. Не секоја година имаме некој јубилеј со вработените, оваа година, баш во летниот период, мислам, меѓутоа во оваа 2025 имаме 3 јубилејни 20, ги викаме, луѓе што се 20 години веќе вработени. Следна година имаме една 10-ка, една 25-ка и ние на еден убав начин ги обележуваме тие со самите вработени. И навистина функционираме како тим, како што кажав, најголем предизвик и проблем, не зборам за Уранија, него за целокупниот овој услужно-угостителски сектор и хотелски во Македонија, што нова генерација на работно квалификувани и способни луѓе кои што ќе треба да бидат да го преземат товарот на цела оваа индустрија, тоа ќе биде навистина проблем. Доаѓа ли Уранија во Уранија? Мајка ми Уранија, да, доаѓа во Уранија, може би не секој ден, меѓутоа ја и давам некои така оперативни активности каде што и она се чувствува дел од тимот и навистина завршува некои работи каде што ја пример никогаш не би сакал тој дел од работата да завршам, ниту па има онај. Ево, сакам јавно да ја поздравам, затоа што мислам малку луѓе знаат дека таа го носи името на кафаната. Да, мојата мајка е Уранија и таткото мој ставре од љубов према својата сопруга
во 92 година кога се отвараше. А и малку знаат колку е таа скромна и убава жена. Да, благодарам на убавите зборови и навистина ќе значи овој поздрав, сигурно ќе гледа емисијата и вие сте лични пријатели, така да ќе биде навистина драго. Она што мислам дека ќе го направиш, ја го прогнозирам јас, некој ченч кој што би значил да таа куќа во Крушево ја префрлиш во Охрид, да носи повеќе пари, подобро уживање, во Крушево да направиш нешто како што е врзано за скијањето или за зимскиот туризам, а конечно ќе бидат ли фамилијата Николовски во свој објект. И тоа е предизвик, сум размислувал после новија 6 месеци од кога сум, да кажам, надвор од било какви функции и кога имаш малце слободно време и доста идеи ти доаѓаат на ум. Овие 6-7 месеци можеби преку 10 пати бе во Крушево, 2 до 3 пати во месецот, викенд некој па знам и преку недели ми доаѓале различни идеи, има доста потенцијал, како што кажавте вие, Крушево е можеби во први 3 туристички дестинации во Македонија, нормално Охрид е прва, кај нас е доброто што ги имаме и Охрид и Крушево како дел од семејството и од семејните бизниси. Има такви размислувања, идеи, ќе видиме, па ќе кажам, ќе покаже времето, но можеби вашата проценка ќе испадне точно. Се собираат и младите бизнисмени власи уште во Куранија за 23 мај. Тоа ни е како еден вид, да кажам, веќе ни е традиција и адет, се собираме за денот на власите, меѓутоа од 2016 година, еве како што рековте вие, младите власи, односно ние таа втора генерација што веќе ги превземаме компаниите и бизнисите од своите родители, се собираме и почесто еднаш месечно, обично тоа е секој прв четврток во месецот, освен на кога има летен или зимски распуст, кога сите се со семејствата. И тоа навистина е една добра традиција и на тие собери, дали е ручек или е вечера, навистина има добри дискусии од сите аспекти, не само бизнис, и тоа го одржуваме како традиција веќе скоро 9-10 година. Јас сум присуствувал на неколку такви средби и тоа е добра стварно, затоа сакам и да го напоменам. И тоа е компактно, ние навистина се држиме во тој дел, сите тие луѓе, мои лични пријатели, другари се професионалци, секој во својата област, имаме од различните области, што е добро, и навистина се сите супер успешни во својата работа што вршат. И еден голем поздрав до младите власи, ние така се викаме, така ни е ознаката, односно собирот младо влашко лоби или МВЛ, така да голем поздрав и до сите. Ево ги поздравуваме. На крајот сакам уште, мислам дека имаш и знаење и искуство веќе да направиш проценка што е добро, што треба да направи Македонија, за да излезе конечно од ваквата ситуација на ниски GDP и одредени системски проблеми кои што ја мачат со години. Што е првиот чекор што треба да се направи за да се вратиме на вистинската насока? Прва битна работа е да алоцираме суштината на проблемот, за да тргнеме напред. Ние до некаде тоа и го правиме, меѓутоа кога ќе дојде моментот на решавање, односно да се направи некоја промена, тука застануваме. И најчесто секојдневно се бориме не со проблемот, него со последиците. Мора навистина да се создадат услови, професионални институции, да се намали бројот на луѓе што работат во државната администрација, оние што ќе останат, да останат само професионалци, да бидат добро платени, да имаат добри услови за работа, бидејќи државата е она институција која што треба да му помогне на бизнисот, на бизнис секторот, за да ги оствари своите цели и планови. Ако ние како бизнис сектор имаме поддршка професионална и вистинска од државната управа, бизнис секторот ќе биде многу побрз, ќе биде многу попродуктивен,
ќе може да ги остварува своите резултати и да ги дуплира на еден начин. Ние видовме овие и знаеме овие 20-30 години, не можеме да дојдеме ни до просечен раст од 2%, тоа е многу помало од 2% за жал. А сите бараме над 4 или 5% годишен раст на бруто домашниот производ. Кога ќе го видиме тоа, меѓутоа да се случи тоа, мора да направиме реформа внатре во самата државна управа. Колку побрзо се направи тоа, толку побрзо резултатите ќе се вратат. Ќе има повеќе приливи во буџетот, ќе се плаќаат повеќе даноци, и компаниите ќе работат со многу поголем обем, со многу поголема брзина и ефектот ќе биде за сите многу подобар од ова што е денес. Меѓутоа мора сами внатре себе си да се организираме како држава, како државна управа. Пак ќе кажам, ние имаме добри закони, меѓутоа не нам влагамо тоа кој ги практикува, кој не ги практикува или ги избегнува. Меѓутоа мора професионализмот во државната управа, крајно време е тоа да се имплементира, бидејќи не може ако фирмите се професионални и најдеш на недоволно професионална државна администрација, институција, автоматски тука имаш судир и не можеш повеќе да движиш во насока каде што треба. За развојот на бизнисот за Уранија, што ќе ни кажеш? Уранија си продолжува онаму каде што е нашата, ние како што кажа, функционираме како тим со сите вработени и гостите се, да кажам, дел од тимот, бидејќи секој од вработените и во делот во сала, и во конобарите, и сите имаат релација некако веќе створено во сите овие години, бидејќи што кажав, над 20-25 години работат истите луѓе се во нашиот тим. Ние постојано ги следиме и стандардите за работа, процесите на работа ги подобруваме, имплементираме нови работи. Еден од главните, да кажам, предности она што го правиме сите овие 33 години, постојано го менуваме, менито во зависност од сезоната, а сепак ги издржуваме сите оние наши автентични производи овде кај што се произведуваат во Македонија, и тоа некако го пакуваме на еден убав начин за гостите да бидат задоволни. Се трудиме да ги мотивираме вработените и ги праќаме на некакви постојани едукации, до едукации, кои во делот во кујна, во делот во исто и во сала, конобарите и шанкерите. Многу се разви винската индустрија во Македонија во последните години. Еве сега сме во некој циклус и процес каде што голем дел од вработените ќе посетуваат специјални курсеви за винската култура и начинот на послужување, служење, тоа е едно ниво плюс, да кажам, кој што ги има во развиените земји, па и од Словенија нагоре, да не зборам за Италија и за Франција, што многу повеќе допринесува за уште поголемо задоволство на нашите гости, бидејќи нашиот крајна цел и главен мотив е задоволство на нашите клиенти, односно гостите. Ако се они задоволни, ќе се вратат повторно во Уранија, и тоа е еден циклус, односно начин како што треба да функционира секој еден ресторан, односно објект од таков тип. Благодарам, Филип, на гостувањето. Мислам дека перспективите се пред тебе. Ние се познаваме, јас сум уверен во тоа дека ти си човек на приватниот бизнис, и ако помине и во државната администрација, се радувам што помине, затоа што имаш искуство да успоредиш работењето на јавниот и приватниот сектор, али таа твоја струка која што е од интерес за компаниите и е врзана за финансиското менаџирање. Ти како што сакаш да кажеш со туѓи пари, изгледа твоите најдобро ги вртиш, а на туѓите им носиш профити некакви. Да, тоа е добар микс. Да, мислам дека е голем предизвик за тебе и за македонскиот бизнис, и дека сакувам да се развиваш таму, а да ја држиш традицијата со Уранија. Благодарам, председателе. Драго ми и пред се ми е чест што сум дел од ова ваша агенда и ваш проект на Стопанската комора на Македонија заедно со Трето уво. Навистина овој подкаст на Бизнис клуб дојде некако во вистинско време. Секој пат кога
имате некои новини во делот на комората, навистина наидуваат на голема поддршка и убав одзив кај сите, не само во стопанството, генерално на ниво на држава. Така да благодарен сум му уште еднаш. Се надевам дека ќе имаме уште некој интервју за некое време, па ќе видиме што сме разговарале претходно, кај сме продолжиле и во меѓувреме што сме Интервју направиле. не знам дали ќе имаме, али јадење во дуранија ќе имаме со старите власи. Тоа сигурно ќе биде, тоа сме го правиле и години и децении наназад, така ќе биде и во иднина. Само здравје, а другото точно знаеме како треба да го направиме. Благодарам. Благодарам.